Добар вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дансе Макабре со своето 561 издание. Дансе Макабре се враќа во етер по, според мене, заслужениот одмор од неколку недели и како и учениците, така и јас земав право да ги наполнам батериите и да си дадам поголем изговор за да гледам што е можно повеќе хорор филмови и серии за време на зимскиот распуст, за да можам да ви го приложам најквалитетното од погледнатото, кое ќе биде составен дел, се разбира, од изборот за хорор филм на годината според Дансе Макабре, кој се одржува традиционално веќе последната календарска емисија која што е предвидена за оваа година. Меѓутоа, во првата календарска емисија, традиционално секоја година правам избор на филмови на кои ќе биде вперен мојот поглед, односно најавувам филмови кои може да очекуваме да ги погледнеме, доколку во случај некоја нечестива сила не се вмеша, односно не ги вмеша прстите и се пролонгира нивната премиера или се презакаже за наредна година, што често се случува од овие избори кои што ги правам на почетокот на годината. Неизбежно е тоа да се случи исто така и со дел од филмовите кои што ќе ги напоменам вечерва. Понудата ќе содржи 100 хорор филмови. Така што да не должиме и да не ја шириме, имаме многу филмови за убивање за денес. Започнаме со еден удар од минатото, односно еден бенд кој што издаде нов нивен студиски албум, а беа активни и пред се впечатливи во периодите кои што се одвиваа кон крајот на 90-тите и 2000-тите, барем јас кога што се запознав со нив. Станува збор за момците од Emil Bulls, односно германскиот бенд кој што доаѓа од Минхен, од Баварија, како што веќе ви напоминав, во 90-тите се обединети, односно се оформени, се извинувам, обединети се нивните сили, за да го промовираат нивниот алтернативен метал, нью метал, алтернативен призвук пред се, со тоа што покрај нивните независни албуми кои што ги имаат издадено во 90-тите, во 2000-тите стана впечатливи за светската музичка сцена, со тоа што, ако не се лажам, ова е нивниот над 10-ти албум, односно 13-ти по некоја логика би требало да биде. Композиција кои што ги слушнавте во рамките на емисијата беа Backstabbers и Happy Birthday You Are Dead To Me, кои што се наоѓаат на нивното ново студиско издание именувано како Love Will Fix It, кое го издаваат 5 години по нивниот микстейп од 2019-та. Се уште ги имаат задржано тие моќни рифови по кои што се препознаени и пред се мелодии кои што звучат примамливо за слушање во нивните рефрени по кои што ќе се памти овој албум. Секако во продолжение ќе слушаме уште неколку композиции од него, односно The Devil Made Me Do It, и се разбира прекрасниот видео спот кој што го имаат реализирано, тој фолк хорор спот за Whirlwind of Doom, и ќе слушаме насловната композиција, чисто колку да се запознаеме малку повеќе со што тоа содржи нивното ново студиско издание, кое што гласи како и последната композиција која што ќе слушаме, Love Will Fix It, да видиме дали љубовта ќе ја реши стварта. Дансе Макабре е емисија во која 15 сезони се зборува за уметност, во борба против лицемеријето, зависта и користолюбието. Туку моментиците се вистински херојани политичарите и секој издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 561 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре, 561 издание, кое што ќе ви говорам за хорор филмовите кои не очекуваат во рамките на оваа година. На репертуарот имаме 100 хорор филмови за најавување за денес и уште еднаш предупредувам, насловите на филмовите не се зациментирани во терминот кој што сега за сега, барем моментално, е познат. Постои огромна можност студиото од X причини да реши да го помести терминот, дали ќе се поклопи со некој друг, дали ќе побара некаква си друга можност за да добие поголем простор за промовирање некој филм, или па ќе биде откупен за некаква си стриминг платформа, така што тоа се многу вариабили кои што влијаат на мигот кога вие ќе може да го погледнете тој филм.
и на крајот на емисијата ќе ви дадам мој личен избор на 13 најочекувани хорор филмови според мене и истите ќе ги споредувам со изборот за најквалитетните топ 10 на листата која што ќе ја слушнеме во последната епизода, чисто колку за да компарирам колку изненадување имало оваа година, кои секогаш ме радува што се случуваат од страна на мали хорор филмови кои што нудат квалитети кои се уште не се експлоатирани од големите студија. Така што почнуваме. Midnight селекцијата оваа година на Sundance секако дека е првото најавување за хорор филмови кои би ги очекувале во рамките на оваа година, заради тоа што има своевиден филтер за кој е квалитетот кој треба да се промовира на големите филмски фестивали од рамките на хорор филмови кои прават некаков се исчекор во жанрот, така што оваа година исто така имаше огромен број на хорор филмови кои се селектирани во оваа полноќна селекција, кој што ги вклучува и на Violent Nature во режија на Крис Неш од Канада, потоа I Saw the TV Glow на Джейн Шојненбрун и It's What's Inside на Грег Жардин, кои што се продуцирани од студијата во САД. Потоа Kidnapping Incorporate во режија на Бруно Мурал од копродукција на Хаити, Франција и Канада, Crazy House во режија на Стефан Харс, Флип Вандер Куил, кој што е холандски хорор филм, потоа премиера имаше Love Lies Bleeding во режија на Роуз Глас, многу позната хорор режисерка за вас, се разбира доколку се сеќавате на првиот нејзин хорор филм кој што го добиваше то внимание изминатите неколку години. Оваа година има ново дело кое што за кое ќе ви говорам во текот, се разбира, на оваа емисија. Потоа The Mugai и хорор остварување на Џон Бел од Австралија и последниот филм од Midnight селекцијата Your Monster во режија на Керолин Линди од САД. За јануари, конкретно на 5 јануари, своја премиера имаше филмот Mayhem. Режисерот со кој што имам правено интервју за потребите на мојот дамнешен веќе магазин Кошмар, Ксавиер Генс, стои за овој филм, односно човекот кој што го има снимено прекрасниот француски екстремизам Frontiers, сними нов акционен хорор филм за боксер кој што е подготвен да скрши по некоја кичма за да ја оствари неговата одмазда. Потоа, непосредно пред почетокот на емисијата имав можност да го погледнам Night Swim, кој што имаше премиера на 5 јануари и стана дигитално достапен. Режисерот Брайс Макгуајер, име кое што неколку пати ќе ослушнете во рамките на оваа емисија, со оглед на тоа што е сценаристот на Imaginary и Backhead, е режисерот на овој филм, кој што во 2014 година сними истоимен краток филм за куќата чиј што базен беше проколнат и семејството кое што ќе ја купи, односно ќе ја наследи, и клетвата која што плива пред се во него, што значи дека ќе биде обоен и во црвено, меѓутоа и во црно овој базен, со оглед на тоа што содржи нечести висили под конкретно самиот базен, со оглед на тоа што има свое проклетство кое што неколку генерации наназад се провлекува, а покрај толку проколнати куќи редно време беше да добиеме и проколнат базен. Следно, најверојатно е некоја си проколнато джакузи. Се разбира, тоа треба да им падне на памет на екипата на Blumhouse, кои што во соработка со Atomic Monster продукцијата на James Wan го реализираат овој филм и се разбира да беше дистрибуиран од Universal во киносалите ширум САД, односно хорор филмови за сауни, ако не се лажам, има, барем јас сум гледал неколку, така што не грижете се, тоа поле е покриено, останува само некое крволочно джакузи еве по некој базен. Така што ова е генерички хорор филм кој што е наменет, односно блокбастер кој што е наменет за широката популација, односно популистички филм каде што би ги очекувале демоните да се појавуваат низ одводот на самиот базен и таткото кој што го глуми, синот на Курт Расел, да биде човекот кој што ќе стане зависен од пливањето во базенот со оглед на тоа што неговата бейсбол кариера е загрозена. Така што тоа навлекување на самиот базен е иницијална каписла за да се направи раздор во семејството, со оглед на тоа што останатите членови по некоја визија добиваат плюс од тоа што се наоѓа всушност во овој базен.
Да го напоменам, филмот кој што се појави исто така во рамките на оваа година, филм кој изминатите неколку денови и тоа како си доби своји заслужени номинации за Оскар, односно филм кој што допира до жанровските тропи со оглед на тоа што станува збор за филм за рагбистите од Чиле кои што заглавуваат 2 месеци на Андите во зима и преживуваат таму, значи survival. Трилер гледаме кој што е во режија на Бајона, односно доброто пријателче на Гилермо, со кој што си имате запознаено во изминатото. Society in the Snow се нарекува овој прекрасен филм, каде што агонијата за преживување во снежните пространства. Топла препорака од моја страна е да ја погледнете токму во зима, заради тоа што и тоа како е квалитетно жанровско стварување. Netflix се погрижија да имате можност да го погледнете. Овој филм кој што имаше своја премиера во Венеција, односно на Венецискиот филмски фестивал минатата година. Потоа, во јануари исто така имав можност да го погледнам Destroy All Neighbors, се појави на 12 јануари, хорор комедија, во која еден дечко се обидува да го сними своето студиско прогресивно рок-н-рол ремек дело, меѓутоа ќе налета на негов сосед вампир, кој нема да му даде мир и при пресметката со него ќе се спријателат, како што нели мажи тоа често го прават, и при тоа повлечат колатерални жртви во тоа нивно другарување, кој што стануваат составен дел од нивниот бенд, кој што ќе му помогне да го сними тој албум. Алекс Винтер глуми под простетика и има доста практични ефекти во овој филм. Односно, замислете нешто како прогресивен Peak of Destiny. Джош Форбс е режисерот, тоа е авторот кој што го има снимено Contracted втора фаза. Четврт хорор филм ISS имаше премиера 19 јануари, научно-фантастичен хорор филм во кој започнува нова војна во светот, која се рефлектира на интернационалната вселенска станица, која што нели е кратенката за овој наслов на филмот, каде космонавтите треба да воспостават поредок помеѓу себе, така што ќе се војува и на земјата и во вселената, односно Габриела Коупет Уајте од режисерката на Our Friend го режира овој филм. The Seeding премиера 26 јануари, Барнаби Клей го режира своето деби, каде што прикажува еден изгубен хајкер во пустина, кој што се обидува да преживее од страна на жената која што живее во изолација таму. Работен е во духот на Straw Dogs и на суровите хорор филмови од 70-тите години. Бекхед, 8 февруари. Филм напишан од режисерот на Night Swim, очигледно многу често ќе го спомнувам во овој блок од емисијата. Овој автор напиша филм за жена која што наследува паб, во кој не е базенот проколнат, туку е подрумот, каде се крие еден шейпшифтер, односно монструм кој што е променува неговиот облик, односно неговата форма на изглед, кој ќе ја озможи да разговара прецес со мртвите, но се разбира дека тоа во рамките на хорор жанрот ќе има своји последици. На мојот роден, на 9 февруари, ќе има две премиери, од кои што првата е Лиза Франкенштайн. Диабло Коди го пишува овој филм, односно тоа е сценаристката на Jennifer's Body, се извинувам, а Зелда Вилијамс ќе ја режира ова крвава coming of age хорор приказна. Зелда Вилијамс е ќерката на Робин Вилијамс, за средношколка готичарка која што во 80-тите, која и не е многу популарна, се разбира помеѓу врсничките, ќе го живее нејзиниот совршен дечко, се разбира од мртвите. Out of Darkness исто така има премиера на 9 февруари, односно палеолитен хорор филм кој што првим беше именуван The Origin, односно во действија кои што се одвиваат во камено доба, каде што група на преживувачи се обидуваат да најдат нов дом, но во немилосрдната природа, додека се прогонети од битија кои што се разбира дека се гладни за нивната крв и месо. ТВ режисерот Ендрю Каминг го режираше овој филм. 14 февруари премиера на Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Филмот кој што има прилично доста златни малини, номинација, се извинувам, за златни малини, има свое продолжение, така што ако се сеќавате на слешерот во кој што Вини беше налутен затоа што Кристофер Робин порасна и го заборави, па почна да коли се живо и диво во шумата,
ако не се сеќавате на него, тоаш ова дескрипција од моја страна секако треба да ви биде најава дека овој филм ќе си добие продолжение од Рис Фрейка Уотерфилд, и тоа на денот на влюбените, како што му доликува. Во компетицијата на Берлинале пред неколку дена објавија дека новиот филм на Вероника Франци и Северин Фиала, односно авторите на периодичниот хорор филм The Devil's Bath, ќе има своја премиера, ќе биде составен дел од овој фестивал. Секако тоа е филм за жена која што е осудена на смрт по убивањето на своето бебе во 17-тиот век во Австрија и е приказна за тази сопруга која што е обседната од зли мисли. Односно, станува збор за многу добро познати режисери, односно кои често сум зборувал за нив во рамките на емисијата, тоа се авторите за Good Night Mommy и The Lodge. Така што очекуваме хетрик од нивна страна. Love Lies Bleeding и Куку ќе имаат своја засебна премиера ревијално оваа година на Берлинале. Девид Зелнер има нешто апсурдно исто така на Берлинале оваа година, може би има некој хорор филм кој што се крие помеѓу тие филмови. Ќе треба тоа да почекаме да ја добија својата премиера, да продискутираме за нив, се разбира, и да добие своја дистрибуција. Монолит премиера 16 февруари во филмот Лили Саливан, која што е знаете од последниот Evil Dead Rise, глуми подкастерка која што е вовлечена во заговор со постоечки вонземјани и се очекува филмот да биде еден спорогоречки трилер кој што е режиран од страна на Мет Уизли, се разбира, со SF елементи. History of Evil 23 февруари во се извинувам Мир Хусейни, кој режира филмот за фамилијата која што се наоѓа во бегство, која наоѓа прибежиште во куќа каде со нивното доаѓање се уживуваат демоните од минатото. По дженерик не може. Филмот кој што денес го објави својот прекрасен кавер арт, односно прекрасниот постер, ќе има своја премиера на 23 февруари, односно станува збор за стоп моушен филм во кој што кукларка под товарот на губитокот на незината почината мајка дозволува незините демони од главата да најдат начин да се манифестираат преку новите кукли кои што ги создава и ќе загрозат незиниот живот. Односно филмот е долгометражно режисерско деби на еден од моите најомилени автори на стоп моушен филмови, Роберт Морган, односно човекот кој што знаете по анимираните видеоспотови на бендот Tool, така што едва чекам да уживам во неговите оживеани морничави кукли. 1 март, Mickey's Mouse Trap. Штом во јавен домен премина Steamboat Willie ликот на Мики, тоа значеше дека мора да се сними хорор филм за него, односно слешер, во кој што пријатели ќе бидат жртви на серијски убиец со маска на Мики Маус, филм кој што е снимен од Джейн Бейли. Imaginary, премиера на 8 март. Джеф Уодлоу од режисерот на Fantasy Island и Truth or Dare, кој треба да им направи пари на Blumhouse со уште една оживеана кукла, овој пат на возрастна жена, која се враќа во домот од детството за да осознае дека незиниот имагинарен пријател, плишаното мече, е оживотворено. Напишано е од страна на режисерот на Night Swim, третиот филм кој што го напоменуваме од него, мечето Чонси, треба да биде новиот Чаки за оваа година и ајде да го видиме и тоа чудо на 8 март, денот кога исто така широка дистрибуција ќе има напоменатиот Love Lies Bleeding, односно Rose Glass, ја напоменав режисерката на прекрасниот Saint Maud, сними реваншистички трилер со Кристен Стюарт во главната улога, која што глуми тренер во вежбаница која што се заљубува во бодибилдерка и се вовлечени во едно криминогено минато на незината фамилија, па започнуваат своја крвава одмазда. 22 март, Late Night with the Devil. Камерон и Колин Каймс, односно авторите на 100 Bloody Acres и хорор антологијата Scare Campaign, го избра Дейвид Дастмалчијан да биде водителот на едно ток-шоу кој, за да го подигне рейтингот на гледаност во емисијата во 70-тите, ги поканува пред се девојче кое што смета дека е обседнато, кое ќе дозволи демоните да се манифестираат во незиното тело во живо во овој found footage хорор филм. IFC и Shudder го продуцираат ова дело, истиот ден кога ќе има премиера и You'll Never Find Me, односно во деби филмот на Индиана Бел и Джосаја Елен.
еден патник за време на една дожлива ноќ наоѓа прибежиште во дом на еден самотник, каде започнуваат да си ги загрозуваат животите еден на друг. Уште еден од оние филмови да му се наведе кај најде баш во таа куќа да одиш. На 29 март, на крајот на март, значи своја премиера ќе има Ghostbusters Frozen Empire, Джил Кинан, авторот на Monster House и Poltergeist, го сними продолжението на последниот успешен филм од оваа франшиза, во кој старите и младите заробувачи на духови се борат со духовите кои сакаат да го замрзнат Нью Йорк. 5 април, The First Omen. Оваа година ќе добиеме приквел на култниот хорор филм Omen, режиран од страна на Аркаша Стивенсон, за која во кој девојка оди да се замонаши во Рим, каде открива заговори и раѓање на злото, кое ќе се обиде да го спречи. Скепсата ми е на највисоко можно рамниште за овој филм, ама ајде нека им биде да погледнеме па ќе дискутираме за него. Godzilla X Kong, The New Empire, 12 април, уште еден блокбастер ќе има своја премиера. Сајмон Берет го напиша сценариото за джиновските кајџу чудовишта, односно продолжението на Godzilla против Конг, за кое што беше повикан режисерот Адам Вингард повторно да ги спротистави монструмите, филм во кој треба да се открие повеќе за минатото на Титаните, се извинувам, на Скал Айленд, исто така како составен дел на оваа франшиза за джиновските монструми. Топла препорака од моја страна е да ја погледнете и ТВ серијата Монарх. 21-иот филм за ова година, Ебигейл, 19 април има своја премиера, односно дечките од Radio Silence, Мед Бетинели Олпин и Тайлер Жилет добијат тезга да режираат филм за сагата на монструми на Universal за криминалци кои што киднапираат девојка која не е тоа што се представува, во што ќе се претвори, останува да знаеме во април, односно прашањето кое што се поставува е дали е внуката на Дракула, со оглед на тоа што е во прашање вампирска балерина. 26 април, премиера на Infested, смртоносен пајак се коти во зграда и може да очекуваме монструозен хорор филм, кој ме плаши дека ќе биде со многу CGI. Вермин е неговото ново име, со тоа што режијата е на Себастијан Ваничек. 26 април, Return to Silent Hill. Кристофер Ганс ќе не врати во Silent Hill, каде протагонистот ќе добие писмо од неговата исчезната сакана дека таа се наоѓа токму во градот под маглата, а кога ќе дојде таму, се разбира дека ќе се сретне со Pyramid Head и останатите чудовишта. 10 мај, премиера на Horoscope. Во Scream Gems ќе се адаптира новелата на Николас Адамс, односно колеж студенти ќе бидат убиени еден по еден врз основа на нивниот хороскоп. До таму дојдовме. Final Destination во комбинација со хороскоп, каде убиецот е во куќата на Меркур. The Strangers Chapter 1, премиера на 17 мај. Наводно, Рени Харлин има режирано нова трилогија, додека во периодот кога не представуваше во Грција, како што сами ја напоменуваше од социјалните мрежи, од која што првиот дел ќе го добиеме во мај, кога еден пар ќе сака да започне нов живот во нов град, но додека патуваат ќе престојуваат во Airbnb во Орегон, каде се разбира дека ќе бидат нападнати од маскираните убици, кои што ги знаеме и милуваме токму поради нивниот нихилизам. Се надеваме дека ова ќе биде нова крвава сага. 7 јуни, премиера на The Watchers, деби филмот на ќерката на M. Night Shyamalan, односно Исана, која што е адаптација на новела на A.M. Shine, во која една жена заедно со други тројца странци заглавена во една локација и секоја вечер се прогонети од мистериозни створенија додека се наоѓаат во некаква се закрила во шумата во Ирска. Дакота Фенинг глуми во филмот, па да видиме како стои ќерката на M. Night со нејзините пресврти. 28 јуни, A Quiet Place Day 1. Овој филм ќе биде спин-оф на серијалот кој нема да го режира Кразински, туку ќе го режира Мајкл Сарновски, односно режисерот на Пиг со Николас Кейдж, во кој собрана е звездена екипа предводена од Лупита Nyong'o, Джозеф Куин, Алекс Вулф, Денис Харе, кој треба да биде приквел на настаните во Нью Йорк пред доаѓањето на злите вонземјани. Парички за Paramount ќе бидат насобрани на киноблагајните. 2 август, Треп. Ако може ќерката, може и таткото, односно нов психолошки трилер на M. Night Shyamalan, кој што ќе биде
овој филм во кој има закана по животите на посетителите за време на еден концерт, филм во кој што ќе глуми Џош Хартнет. 9 август наводно ќе може да ја има својата премиера Borderlands, уште еден од тие филмови кои секоја година се најавуваат и Илај Рот никако да најде време и пари да ги реализира. Да видиме дали тоа чудо ќе се случи оваа година. Изговорот за минатата секако дека е неговиот одличен Thanksgiving. Во Borderlands, односно оваа стрип адаптација во која невообичаени херои стануваат ликови кои што мора да заштитат едно исчезнато мало девојче од вонземјански чудовишта. Филм во кој има собрана звездена актерска екипа, предводена од Кейт Бланшет, Кевин Харт, Джек Блек, Джейми Лин Кертис и Джина Гершон. Ајде да се пробаме среќато оваа година, Илај. 9 август. Speak No Evil. Филм на кој апсолутно не му е потребен ремейк, ама објаснете го тоа на американскиот студиски систем, затоа што пред неколку години се појави одличниот нихилистички дански туристички хорор филм, каде се сретнаат две семејства на одмор и едното го покани другото на својата последна посета во животот, затоа што американците се неписмени и не умеат да читаат преводи, ќе се ремейкува овој филм од таа побуда. Со Джеймс Мекавој во главната улога, Макензи Дејвис во споредна, Джеймс Воткинс ќе биде режисерот на овој филм. По 30 напоменати филмови може да направиме една кратка музичка пауза. Имено во продолжение на емисијата ќе слушаме две EP изданија. Со оглед на тоа што на почетокот на годината добивме поголем број на EP изданија отколку долгосвиречки кои што сметам дека го заслужуваат вашето внимание. Едно од нив е и трап метал дуото Bone Crew, кој што до сега, ако не се лажам, од 2020 го имаат албумот издадено Manifest и претходно имаат едно EP издание кој што го носеше нивниот наслов. Создадоа 3, се нарекува нивното ново EP издание кој што ќе го слушнеме во целост, односно ќе слушнеме композицијата Back Down, Hard Pill to Swallow и Bounce, значи слушаме комбинација помеѓу трап битови и начин на рецитал заедно со нью метал рифови, кои што го образуваат овој амалгам на трап метал. И во продолжение ќе слушнеме еден прилично агресивен бенд, односно Alluvial, кој што исто така издадоа едно EP издание по нивните два долгосвиречки албуми, односно станува збор за бенд од Орегон, веќе напоменатата дестинација, кои што на почетокот на нивната кариера започнаа да свират прогресивен дед метал, меѓутоа денес повеќе звучат на дедкор и на джент бенд, одлично продуцирано, значи овој албум верувам дека ќе удри силно во вашите уши од албумот Death is but a Door, односно од ова EP издание. Се надам дека ќе имаме време да ги слушнеме Bog Dweller, Folk Belt, Area Code и насловната композиција Death is but a Door, едно моќно и агресивно парче музика, прилично немилосрдно. Така што во продолжение на емисијата ги слушаме Bone Crew и потоа Alluvial со две одлични EP изданија и потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите 67 хорор филмови кои што ќе може и погледнеме во рамките на оваа година. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре, 561 издание, односно најава за хорор филмовите кои што ќе имаме можност да ги погледнеме во 2024 година, односно предвидено ми е за 100 хорор филмови да ви говорам денес. Дојдовме до 31-иот некако, односно на 16 август премиера ќе има Alien Romulus, односно Феде Алварес, режисерот на ремейкот Evil Dead и одличниот Don't Breathe, се фати да го позлати овој филмски серијал, од кој што Ридли Скот постепено ги крева рацете, меѓутоа лудиот уругваец до сега нема разочарано, така што очекуваме еден крвав Alien, кој што хронолошки треба да се одвива помеѓу Alien и Aliens, односно Кецот и двојката, и да се надеваме дека ќе има дел од нивните квалитети. Се разбира, Ридли имал можност да го погледне, се извинувам, готовиот продукт, така што наводно му се допаднало да му веруваме на Ридли. Beetlejuice 2 премиера на 6 септември. Уште една опасна екипа се збира за продолжението на овој гейтвей хорор за мали деца, во кој што ќе глумат и Моника Белучи, и Джейна Ортега, и Вилијам Дефо, кои ќе се приклучат на Винона Рајдер и на Майкл Китон.
како и на самиот Тим Бартон, кој што ќе се врати за овој негов филмски миленик да го екранизира повторно. На 13 септември сега Blumhouse кој има букиран овој термин во киносалите, дали е во прашање спикнува некој друг филм, не знаеме, едноставно петок 13 во септември ќе има нешто нивно кое што ќе се прикаже на киносалите. 27 септември ќе може да се погледне Пила 11. Запознаени сте за немилосрдното темпо на објавување на новите пили, така што ќе биде и оваа година филм кој што сметам дека има големи шанси да биде комплетно разочарување, затоа што не знам сценаристите каде ќе ја носат приказната за овие хронолошки джепови во кои што меѓу нив се наоѓа Джиксо, но доколку се одлучат да го отстранат него и помошниците, ќе добиеме на непила, како што самиот Джиксо беше тоа, така што не знам Кевин Грутерт и компанија на кој правец ќе насочат работата на овој филм, ама дефинитивно ќе се гледа во кино, со оглед на тоа што е во прашање една од моите најомилени хорор франшизи. Смайл 2 премиера на 18 октомври. Смайл ќе заработи на кино благајните за Paramount оваа година со свое продолжение кое што ќе се бори со Terrifier и Wolfman за профитот, ама ако повторно има успешна герила кампања како што тоа беше со Smile, не гледам зошто да не биде успешен и овој филм, кој кон кој пред се јас се уште сум амбивалентен во поглед на неговите квалитети. 25 октомври, Terrifier 3. Едва чекам да погледам какви ефекти има подготвено Дамиен Леоне, овој пат во божичниот слешер, како што го најавува враќањето на кловнот арт на големото платно, така што имам крвави очекувања за овој филм да го понуди барем во најмала рака најкрвавото убиство на годината во еден хорор филм. Тоа се очекувања кои што треба да ги задоволи. 25 октомври, премиера на The Wolfman. Рајан Гослинг го напушти овој проект и беше заменет со Кристофер Абот, кој треба да се претвори во врколак во овој хорор на Universal, кој му е доверен на златното момче на студиото, Ли Ванел, кој, ако е на ниво на Invisible Man, нема да имаме никаков проблем. 25 декември, крајот на годината, резервиран за Носферату. Најочекуваниот хорор филм на годината, кога Роберт Егер снима филм, се знае дека ќе се проследи во киносала, овој пат ремейкувајќи го еден од најзначајните хорор филмови во неговото 100 годишно постоење за Грофот Орлок, кој доаѓа на запад да цица крв од нежните вратови на западњачките, глумено од Бил Скарсгард, а негови жртви ќе бидат Лили Роуз Деп, Николас Холт, Ања Тейлор Џонсон, Вилјам Дефо. Очекувам да биде снимен филмот со некој си музејски артефакт, 1.33.1, со сенки и контраст, со бравура на визуелен план, каква што Роберт Егерс умее да постигне. Во наредниот дел на емисијата ќе ви говорам за филмови кои што наводно треба да се појават во 2024, меѓутоа ниту еден од нив нема фиксиран конкретен датум, така што ќе ги погледнеме во рамките на оваа година кога. Не ме прашувајте, никој не го знае тоа, освен самите студија и авторите кои што работат на нив. Понекогаш дури и самите тие не го знаат. Еден од нив е филмот Blackout, во режија на Лери Фесенден, кој што сними нов филм, односно Underground Њујоршкиот underground хорор режисер, овој пат за сликар кој што се претвора во врколак, така што по неуспешната, неславната година за врколаците во 2023 се надеваме дека ќе имаат камбек оваа година на големото платно. Еш е филм во кој што јас лично уживав во перверзиите кои што ги сними Flying Lotus во филмот Кусо, така што очекувам овој SF хорор филм со Елза Гонзалес и Арон Пол да биде помек. Меѓутоа се надевам дека неколку елементи од неговиот зезнат зачин, ајде така да го наречам, дека ќе бидат присутни во неговиот нов филм Еш. Блекула. Деон Тейлор, односно режисерот на The Intruder, ќе го ремейкува овој Blaxploitation класик со настани во пост-ковид светот, прифаќајќи ги случувањата од продолжението на Scream Blackula Scream. Caddo Lake, филм за исчезнувањето на 8-годишното дете на одморалиштето покрај езерото, кое што оживува тајни од минатото, продуциран од Шајамалан е овој
филм. Крис Такман мислам дека ќе биде неговиот режисер, доколку не грешам. The Crow, ребут кој што ќе биде снимен од Руперт Сандерс, односно авторот на Snow White and the Huntsman и Ghost in the Shell. Ремейк кој што никој не го бара, никому не му треба, ама ќе го добиеме. Ако не беше доволно клетвата да се гледаат последните продолженија од овој излишен серијал, иако делот со Игги Поп кој што го наследи оригиналниот ми се допајаше, меѓутоа ако добиеме нешто слично би бил помирен со ребутот. Ако се снима без иновација, за концензуси, не мора и воопшто да се прави еден проект. Веќе го напоменав Куку, тоа е режисерско остварување на Тилман Сингер, авторот на Луз, кој што исто така не ми легна како што треба под кожа. Снимено филм кој што треба да биде слешер, наводно, со Ден Стивенс и Хантер Шефер во главните улоги, како што ќе напомена, премиерата е закажана на Берлинале. Френки Фрико, кога е Стивен Констенски во прашање, се разбира дека ќе го испочитувам секој негово ново дело, на овој канадски лудак, затоа што знам дека ќе биде преполно со практични ефекти применети во домот на наводно рок-н-рол звезда, во која што ќе прават ршум тројца мали нерани мајковци. Handling the Undead. Книгата која што се базира на овој филм почнав да ја читам кога се појави, затоа што авторот е Линквист, односно авторот на Let the Right One In. Ова представува негов зомби хорор со оглед на тоа што во Осло настанува електричен куршлус кој што предизвикува реанимирање на мртвите тела. Hostile Dimensions, фан фудич научно-фантастичен хорор филм за двајца документаристи кои што се во потрага по исчезнат уметник пред и тие да заглават во овој кошмарен свет за време на нивната потрага. Напоменатиот I Saw the TV Glow премиера има на Sundance, моментално го режира Джейн Шоененбрун, која што е хероината на овој фестивал со We Are All Going to the World's Fair, низиниот претходен проект, со Justice Смит и Бридж Линди Пейн. Заедно во филмот ќе се појават и Фиби Бриджерс и Фред Дърст, во кој што двајца пријатели се спријателуваат поради нивната омилена ТВ серија, чие откажување предизвикува своевиден рез во реалноста. A24 заминува во реон на Channel Zero, продадена. И на Violent Nature, исто така напоменат филм кој што веќе е откупен од страна на Shudder, значи ќе го погледнеме на дигиталните пространства. Ова е слешер од Sundance за реанимираниот монструм кој што убива во дивината. Уште еден очекуван филм за оваа година е Longlegs, режиран од синот на Ентони Перкинс, односно Озгуд Перкинс, авторот на The Black Coat's Daughter и Гретел and Хенсел, го режира филмот за истрага за серијски убиец, глумен од Николас Кейдж, која ќе води кон окултна организација и го инволвира детективот повеќе отколку што тој ќе посака. Филм во кој што покрај Кейдж глумат и Алиша Вити и Мајка Монро. Браво за неон и се чека и овој филм да се погледне оваа година, исто како и Максин. Тај Уест ќе ја комплетира неговата слешер трилогија, која што ја започна со X, ја продолжи со Pearl и сега со Максин ќе ја комплетира, во која што преживеаната од X, односно ликот кој што глуми Мија Гот, ќе се пресели во Лос Анџелес по 80-тите за да го створи сонот да стане популарна актерка. Да видиме како ќе котира помеѓу останатите филмови и дали ќе допре до секс, дрога и рок-н-рол ерата на ексесивниот Лос Анџелес. Елизабет Дебики, Мозес Самни, Халси се појавува во овој филм, во кој што глумат исто така и Мишел Монаган и Лили Колинс. Сейлем Слот ќе биде ремейкуван од страна на Гери Доберман, односно авторот на It, The Nun, Annabelle Comes Home. Тој ќе биде режисерот, Джеймс Ван ќе го продуцира нова адаптација на култното дело на Стивен Кинг, кој секоја година е пролонгиран. Не знам што се чека, дали да фати некаков бран на ремейкување, некој актер да стане популарен или да се искористи некоја гужва на вампирски хорор филмови, не знам, ама овој вампир од суседството треба да биде застрашувачки, барем налик оригиналот. Shelby Oaks, ова е, се извинувам, деби филмот на Крис Такман со found footage елементи. Starve Acre е адаптација на книгата на Ендрю Майкл Харли, режирана од Даниел Кокотајо, кој ќе биде фолк хорор филм ситуиран во 70-тите години, што на минатиот век, што значи некаков своевиден Викермен. The Toxic Avenger,
Имаше неколку прикажувања овој филм во изминатата година. Чекаме широка дистрибуција на ремейкот на култниот филм на Трома за хигиеничарот со деформирано тело, кој ќе го глуми никој друг туку Питер Динклич. Само да го има хуморот на Трома и јас би бил задоволен со овој филм. Кевин Бейкон и Елајджа Вуд исто така се појавуваат во ова остварување. Уште еден ремейк за оваа година ќе биде филмот Witchboard. Овој пат ќе го работи еден ветеран, односно режисерот на Dream Warriors и The Blob, како и The Mask, односно режисерот Чак Расел, така што пак ќе си играат неколку дечишта со Witchboard и ќе повикаат демони од другата страна на постоењето. Оваа година е најавено дека Джордан Пил ќе го сними неговиот четврт долгометражен игран филм. Требаше да биде објавен на Божиќ, па го повлекуваат Universal. Немаме точен датум за четвртиот филм на овој, според мене, преценет комичар кој што снима популистички хорор филмови. Тужете ме за таа изјава, но стојам покрај неа, се додека не сум фасциниран од него со некое идно издание. Се надеваме дека четвртиот филм ќе биде тоа, со оглед на тоа што Nope дефинитивно не ме задоволи, барем моите потреби за гледање на нешто уникатно. Blumhouse го продуцира филмот Adrift, кој што е филм за дух на брод, која е адаптација на дело на Коджи Сузуки, кој ќе го режира Дарен Аронофски. Да, тој Дарен, точно за тој Дарен станува збор, со Джеред Лето во главната улога. Дали ќе го добиеме оваа година? Не знам. Arcadian. Бен Бруер е режисерот на филмот The Trust од 2016 година, а за Arcadian снима постапокалиптичен филм во кој што ликот на Николас Кейдж и неговите две деца треба да преживеат во нивната колеба нападнати под напад на чудовиштата кои што ги заобиколуваат надвор. Don't Move е режисерско, односно филм во кој што глумат Келси Есбил од Yellowstone и Фин Уитрок од American Horror Story, кои што глумат во филм за серијски убиец кој ќе ја парализира својата жртва со серум, која мора да бега пред тој да стане активен во незиното тело и ја невозможи да се движи. Го режираат Брајан Нето и Адам Шнидлер, што е интересна премиса пред се. Immaculate. Утре го чекуваме трейлерот за овој филм. Неон ги откупи правата за овој филм во кој што Сидни Суини ја глуми Сесилија, верничка која се преселува во манастир во рурална Италија, кој крие своји мрачни тајни. Сидни Суини е во калуѓерска облека, може да ја погледнете во овој филм и не треба ништо повеќе да ве интересира за делото. Майкл Мухан е режисерот на филмот. Little Bites. Екипата што стои за Бери де Брайт и хорор антологијата Алегорија ќе ја стои изад филмот Little Bites и ќе погледнете филм во духот на хорор филмовите од чудовишта 80-тите за родител кој што ќе се обиде да го заштити своето дете. Year 2 е филм режиран од Стивен Си Милер, односно режисерот на Silent Night, кој што сними филм во кој што Френк Грило ќе треба да преживее во град запосенат со врколаци. Повторно се враќаме на крзнестите монструми. Покрај него во филмот глумат Лу Даймонд Филипс, Катрина Ло и Джонатан Шаек. Faces of Death. Филм за кој имам големи очекувања, кој што е ново режисерско остварување на Даниел Голдхабер за жена која што е вработена како консултант за веб страница која налетува на снимени убиства кои наликуваат на истоимениот злогласен филм. Јас тука мирисам еден нов видеодром, не знам за вас. Доколку и па и доколку само биде пандан на британскиот игран филм пред некоја година која што беше реминесценција на Видео Нестис, би бил задоволен и со тоа. Ел Хојо 2. На Netflix ќе погледнете продолжението кое што го режира Галдер Гастелу Уритија, односно што би префрлиле на англиски јазик, тоа би гласило Платформа 2. Платформ 2. Psycho Killer е режисерско остварување на Гавин Полоне, филм за полицајка која што се го наоѓа убиецот на незиниот сопруг. Оваа година се надеваме дека ќе го погледнеме и Never Let Go, односно Александре Ажа се враќа зад камерата за да го сними семејството кое е прогонето од зли сили, Халибери е во главната улога. Овој филм претходно беше именуван како Motherland, можеби со новото име и ќе го погледнеме во киносалите или на стриминг сервисите.
Your Monster, што е еден филм кој што го напоменав на почетокот на емисијата, кој има премиера на Sundance, романтична комедија за актерка која се заљубува во незиното чудовиште од Плакарот, режиран од Керолин Линди. Out Come the Wolves. Адам Макдоналд режира филм во кој за време на еден лов, за викенд, ловците се нападнати од волци. И 70-тиот филм за кој што ви го напоменувам ова емисија е Mindful. Пери Blackshear сними филм за апликација која ја користи лик додека медитира и умира. Неговата сопруга се обидува да ги разоткрие злобните сили кои што се кријат во оваа New Age апликација. Правиме тука една музичка пауза, односно во следниот музички блок ќе слушнеме Судестата. Станува збор за бенд кој што свири своевидна комбинација помеѓу краст панк и блек метал, што станува збор за бенд кој што доаѓа од Мадрид, односно од Шпанија, од 2017 постојат и го издаваат нивното трето студиско издание, именувано како Кандела. Претходниот албум, мислам дека беше 2021, а збаче беше неговиот наслов. Од Кандела ќе слушнеме 4 експлозивни композиции, односно Сиерзо, Амаргор, Ефимеро и Син Вивир. Станува збор за композиција од пејани на шпански јазик, меѓутоа моќниот амалгам кој што се случува помеѓу краст панк и помеѓу блек метал е една интересна симбиоза која што сметам дека е значајна да се проследи од овој одличен бенд кој што го носи името според истоимен ураган во Латинска Америка. Така што адекватен се разбира за нивниот агресивен звук. Продолжение на емисијата слушаме Black Metal бендот Судестада и потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите 30 хорор филмови од овој преглед на 100 хорор филмови за 2024 година. Уживајте. Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре, 561 издание, односно ви нудам преглед на 100 хорор филмови кои што ќе имаме можност да ја погледнеме во 2024 година, а со прегледот доаѓаме до 71-иот филм за вечерва, односно именуван како God's Country, кој треба да се разликува од истоимениот филм од минатата година, затоа што во филмот на Егор Ебраменко американскиот сон ќе биде претворен во кошмар кога жена од Ел Салвадор ќе си го бара незиниот беќар во Кентаки. This Beasts е хорор филм во кој што поставувач на стапици во 18-тиот век во Британија во името на пуританството убива секакви чудовишта во филмот кој што е режиран од Курт Сатер. Hell House е филм на Ендрю Гори, кој што ќе сними филм за уште една проколната хелоуинска атракција која го носи називот Hell House по американскиот југ. Below, Девид Ф. Сандберг ќе режира филм за Netflix во кој што ослободен затвореник ќе прифати сомнителна работа која ќе го води во истражување на нечовечки облици. Dust Bunny, Брайан Фулер ќе режира филм за 8-годишната девојче која што ќе повара од незиниот сосед да ја помогне да го убие чудовиштето под креветот кое смета дека ги има изедено незините родители. Филм во кој што глумат Мац Микелсен, Сигурни Вивер, Дейвид Дастмалчијан и Ребека Хендерсон. The Damning of a Country Merchant, периодичен филм на Метју Розенбаум, во кој во 1910 година во Индијана, во домот на еден кондураџија, доаѓа непозната странец со кој има афера со пругата на Чевеларот и се шири злото во домот на Маккензи Дейвис и Питер Сарсгард. The One е филм на Джеки Бредли, кој што режира филм за девојка која очајно сака да најде незин дечко, се пријавува во реалити квиз, односно да открие, да најде љубов, кој што дознава дека има вистински влогови во тој квиз пред се. Николас Холт глуми во овој романтичен хорор, ајде така да го наречеме. Weapons е режисерско остварување на Зек Крејер, односно режисерот на одличниот Барберијан, режира хорор омнибус за поврзаното исчезнување на ученици во мал град во кој што глуми Педро Паскал. The Monkey
Ос Перкинс снима уште еден хорор филм моментално, овој пат за двајца браќа кои што наоѓаат проколната играчка мајмун на таванот на нивната куќа и се обидуваат да се отстранат пред се од клетвата која што ја носи самата таа, ама дали ќе се отстрани клетвата од нив. AMFAD, односно All My Friends Are Dead, Маркус Данстин, продуцентот на Пила, ќе сними крвав хорор филм за пријатели кои што ќе престојуваат во Airbnb за време на еден голем музички фестивал и еден по еден ќе почнат да умираат. They Found Us, Нил Бломкамп најави дека ќе работи филм за татко и ќерка кои што кампуваат во дивината на Јута и ќе се соочат таму со вонземјани, така што имаме наплив на вонземјани во рамките на оваа година. Херетик, филм на Скот Бек и Брайан Вудс, наводно за две вернички кои ќе бидат искушени во куќата од доаѓањето на еден странец. Потоа Skill House, Джош Стролберг ќе сними крвава сатира за инфлуенсери. The Home, Джеймс Де Монако ќе сними филм за злобни пензионери во старечки дом. Джеймс Де Монако мислам дека беше авторот на Прч, ако не грешам. Whistle, Корин Харди снима филм за тинејџери кои ќе пронајдат проколнато астечко свирче, на кое штом дувнат ќе започнат да умираат нивните врсници. Потоа оваа година ќе погледнеме и Таймкат во филмот на Хана Макфирсон, средношколка се враќа во 2003 година да го спречи убиецот на незината сестра во неговите намери. The Deliverance, се извинувам ли, Даниел снима филм за семејство кое живее во куќа која е портал во пеколот. The Haunting in Wicker Park, Гери Филдер ќе сними филм за првиот екзорцизам прикажан на BBC во 1971 година и за семејство кое ги носи последиците од демонските представленија во домот денес. The Parenting, во филмот на Крейг Джонсон, пар изнајмува куќа за нив и за нивните родители, во која има полтергест кој чмае таму 400 години. Night Beach, хорор комедија на од Мариел Хелер, во која Ейми Адамс глуми уметничка која се повлекува од сцената за да се посвети на мајчинството, ама е прогонета од зли сили манифестирани низ домашните животни. Даст, за време на пустинско невреме, една млада мајка се обидува да го заштити своето семејство од нечестивите сили од минатото во режија на Кери Кроуз и Вилијам Джонс. Do not enter, предупредување кое нема да го почитуваат истражувачи на напуштен проколнат хотел. Во филмот на Марк Класфилд се разбира во потрага по скриено богатство. The Front Room, Макс Егерс и Сем Егерс работат на филм за млад пар кој што прибира во домот една чудна маќа. Ова се браќата на Роберт Егерс. The Plantation, Малс Клоугеси снима филм за пар кој во училиштата на Луизијана се соочува со прастаро зло од плантажите. Don't Open the Door, во филмот на Мет Лесли и Стивен Джей Смит, таман кога ќе се одлучи дечкото да ја признае љубовта кон саканата, ќе се соочи со сите нејзини претходни дечковци. Spin the Bottle, филм за тинеџери во Тексас кој што играат истоимената игра во напуштена и проколната зграда во Тексас, режиран од страна на Гевин Вајсен. The Georgetown Project, актер почнува да го губи разумот додека глуми во хорор филм, а неговата ќерка мисли дека неговите зависности се имаат повратено во филмот на М.А. Фордлин и Джош Милер. The Crestland, во филмот кој што е продуциран од Shudder, татко и ќерка патува за во Тајланд, се извинувам, кај шаман кој што се обидува да ги избави од джинот кој што ги прогонува во филмот од Пану Агре и Конг Ритде. Стинг, Кајра Роуч Тарнер најави дека ќе го режира хорор филмот за монструозни пајаци и 100-тиот филм за кој што ќе ви говорам денес е Азраел и Ел Калц, ќе сними филм со Самара Вивинг за ловот на избегнатата жена која што треба да биде жртвувана во името на прастарото зло во дивината. Покрај овие 100 хорор филмови ќе може да и погледнеме и Help, Rabbit, Apartment 7A, Iron Lung, Companion,
White Smoke, филм за надприродни настани кои што се одвиваат во Ватикан, The Conjuring Last Rites, They Listen, продолжение ќе има и Cloverfield во оваа филмска сага, A Thread, An Insidious Tale, A Mother's Embrace, Open House, Lake Mead, Treatment, Goat, Bambi, The Reckoning, Cold Killer, Bunker Heights и They Turned Us Into Killers. Имав можност да погледам и трилерот Self-Reliance, кој што се појави на почетокот на оваа година. Се појави исто така и филмот Tim и Project Dorothy, како и Sunrise со Guy Pearce, а моментално во кино игра Founders Day и Presence е филм кој што се очекува оваа година наводно да се појави, секако и да ве подсетам на The Shrouds, да ве подсетам дека Девид Кроненберг му е редот да објави што може филм во кој што ќе може да уживаме во непреченото скапување на мртовците и стримингот од нив. Покрај него да го напоменеме и излегувањето на The Life of Chuck, односно адаптација на Майк Фленеган на расказ на Стивен Кинг. Исто така се очекува оваа година и Humanist Vampire Seeking Consenting Sexual Person и Stream со Джефри Комс, Тони Тод, Даниеле Харис, Дейвид Хауард Торнтон, Фелиша Роуз, Дип Волас, сите хорор икони собрани на едно место во филмот кој што го режира Майкл Ливи. Така што сите овие не беа 100, туку беа 150 филмови кои што ви ги напоменав. 13 мои најочекувани хорор филмови за 2024 година се Носферату, The Shrouds, Terrifier 3, Faces of Death, потоа Longlegs, I Saw the TV Glow, Stop Motion, Adrift, Love Lies Bleeding, Maxine, The Devil's Bath, All My Friends Are Dead и Late Night with the Devil, да го напоменеме и него. Колку од овие 13 филмови ќе завршат во топ 10 листата до крајот на годината, останува да погледнеме. Најчесто се половина од нив, барем така ме научила традицијата кога ги правам овие компарации помеѓу листата на најава и листата во која што се селектираат филмовите, со оглед на тоа што голем дел од овие филмови можеби на хартија не делуваат привлечно, меѓутоа нешто интригантно ќе имаат во себе со кое што ќе се издвојат од останатите. За крајот на емисијата ќе слушнеме еден бенд кој што доаѓа од Обединетото кралство, односно од Лондон. Станува збор за бендот Cold in Berlin, кој што се своевидна комбинација на почетокот на кариерата со постпанк и детрок, меѓутоа денес комбинираат doom и готик метал елементи во нивните нови изданија, односно 2024 го издадува нивното EP издание The Body is the Wound, кое што ќе имаме можност да проследиме за крајот на емисијата, односно ќе слушнеме Dream One, When Did You See Her Last и Found Out. Ова е EP издание кое што го издаваат по нивниот студиски албум, последниот нивен четврти, ако не се лажам, студиски албум Rituals of Surrender, кој што го издадува од 2019, значи 5 години подоцна издаваат едно одлично и прилично студено EP издание кое што одговара на нивниот Dark Wave звук кој што го промовираат Cold in Berlin со значителна дисторзија во нивните композиции што ги двои од останатите бендови. Така што јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 561-иот гримуар на Дансе Макабре и го враќаме на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и плашете се. Чао, чао.